и македонки, верни чеда на Македонската православна црква. Еве денес се собравме во овој наш соборен храм да се подсетиме на некои трагични настани пред самиот крај на Втората светска војна. И како што беше оној со вашето присилно изгонување и одвојување од родителите, од училиштата своји и од родната татковина. Ајде да му заблагодариме на Господа за вашиот повраток од другите земји каде што бевте испратени. Зашто мнозина од вас кои појдоа тамо и не се вратија. И така тогаш ве испративме со солзи, нажалени, еве сега со солзи радосници пак ве дочекавме. Благодарете му на Господа се додека сте живи, а и на оние кои драговолно ве прифатија и ве зачуваа од сигурна смрт. Кој ли се не крена рака да не уништи и да не избрише од земјината топка како народ. Но во таа вековна борба паѓавме, се кревавме, волјата беше Божја така и најпосле се смилува Господ Бог, не крена на нозе, дури воскреснаме. Жоваровски од Полска. Посетувал училиште во Гержониот, Полска, радиотехничко училиште, сега живее во Карпош во Скопје, го бара Неко Винчировски од Австралија. Да се најда пред репортажната пола на радио телевизија Скопје. Се бара Крсте Шкордов од Австралија, го бара тетка му од Статица. Да се најдат печаторот на Црвениот крст. Кумот Ѓорѓи Апчевски сега живее во Трачево. Го бара кумашинот Стево Стамболџе од Австралија. Да се најдат печаторот на Црвениот крст. Кети од Канада. Ја бараат Вујкото Павле Јанакевски од Скопје и незината војна. Да се најдат печаторот на Црвениот крст. Јас се викам Лафазановски Илија, сум од село Вомбел, Костурско, Египетска Македонија. Овие ми се од селото, другари, пријатели и имам снашка дојдена од Русија дојдена, другарката. Сите сме ние деца, бегалски од египетскиот дел на Македонија, кои живеевме долги години во домови. Јас во сите домови од Руманија имам живеено во Тулгеш, Синаја, Брашов, Букурешт, во сите градови. Појдоме во Руманија, седиме таму 5 месеци и отаму Полска побара деца и ојдоме во Полска. И таму ни пречекаа на границата полаците, многу беа добри, изедоа децата, ни зајсла во Лондек Здруј. И таму седиме в една година со децата и децата не можеа да преболе за мајките што плачеа за свој крај. И таму сетне се расподелија по школите децата. И ние мајките и гледаме таму, и миеме, и облекваме, и носеме на јадење, потаму изеаме и прошетваме, и дојпваме, и носеме, се ке дојдеме за ручок, ке руча, ке поседеја, опет ке извадеме, ке прошетаме, и децата големите си одеа по школите, малите и држиме в дома, му поможуваме в нешто и воспитуваме. И така беше тоа. Све ни беше добро,
народот беше добар, ама не можеме да се сложи децата со храната. Храната негова не беше со нашата, различна беше. Многу му даваа сладко на децата, на поголемите па му клаваа сол, на малите де му клаваа ништо, само со сладко. Ке одеме в најадење, имаме голем проблем. Не јадеа и ке седеа, само ке се гледаа и ке плачеа и речи му бре, зош не јајте, не е уба манџата, зош не е уба, не е црвена. А мијата е црвена, како не, е црвена, ма не жежи на јозико. Мајка ти што ти даваше дома, бре, ми даваше мајка, ми фрлаше едно црвено така и то црвеното жежеше на јозико. И сега не можеме да јајме, и кладени рачината така, и само ке се гледа, и многу опадна од храна. 1955 година дојде наредба да се сретнеме со родителите, пошто до тогаш и да ги знаевме каде тие се наоѓаат. Ја дознав дека мајка ми со помалиот брат што во раце го носеше низ цела Албанија, се изнамачи многу, дека се во Полска во Згожелес. И решив јас со моите сестри да се заминам кај нив да се сретнеме. Од тука јас веднаш не по неколку дена одмор најдоа за целисходно дека владувајќи го јазикот македонски, да одам да работам на весникот Демократ, што тогаш излегуваше на македонски јазик една страница. И работев тука како новинар се до 56-та година, од 5-6 месеци. Потоа се женав, се вратив кај родителите, кај мајка ми, тука се женев и струката ми беше учител, пошто имав завршено, и почнав да се зафатив да основам училиште на македонски јазик. И во тоа, до некаде со помош на полската власт, успеав и оформив училиште на чисто македонски јазик од прво до четврто одделение, потоа во другите одделенија 5, 6, 7 и 8, тука предавав само македонски јазик. Јас сум родена 49-та година кога моите бегале од Грција, од селото Смрдешица. На патот сум родена во Елбасан во Албанија. Од таму, 49-та година, отидовме во Чехословачка, до 66-та година живеев во Чехословачка. Дојдовме во Скопје, 75-та година се мажив и денеска живеам во Лесковац. И понатаму сите знаат дека сум македонка и дека сум македонка од Егејска Македонија. Заедно и моите дечиња и мажот ми сите зборува македонски и дома во Лесковац. Се запознав би со маж ми на хоки во Сибир. И во 1961 година кога заврши студии, се вратив ми во Ташкент. Маж ми имал желба секое време, ми кажуваше за Македонија. И со таа желба он живеше цел живот и таа желба дојде и кај мене. И во 77 година се прифрлив ми од Ташкент во Македонија. Еве сега 10 години живеем во Македонија и многу ми се свиѓа Македонија и македонци. Čo pojke sage čovjek da bili na temna zemlja sa temja na narod. Od to nema pojke, jer? To je život. Really, wonderful. It's great. And then again, between 79 and 84. Вервам да има 20.000 народи тука у Скопје. Ако не гредеше тука во неделја, мене кај да ме боли цел век, за целиот живот кај да плачем, ако не беше тука за неделја. Се викам Јанковска Стоја, родена во село Рудари, Егејска Македонија. Овие сите околу мене се деца од Бела црква, штитеници на Југословенскиот црвени крст, на кој му благодариме крајно и незаборавене за нас.